Здраво, еве во уште едно издание на емисијата Доза музика на Канал Плюс телевизија. Ке видиме нови песни и нови музички информации од македонската и светската музичка сцена. Останете со нас. Божик беше берикетен за Боби Мојсовски. Токму на Божик, тој реши да ги изненади своите фанови со нов спот за песната Јануари. Мислиш на мене, дали уште гори сјај во очите, дали спие до тебе ова Божикна вечер, секој бакнеш мој што вене за тебе. И ово јануари ме подсеќа на нас, стапките во снегот и ветерот што пее без глас. Боби Мојсовски, овој Божик, реши да ги изненади своите фанови со нова песна и нов видеозапис насловен Јануари. Текстописец и композитор е Боби, а аранжманот е на Гоце Симоновски. Видеозаписот е дело на Даниел Јовески. Јануари ја искомпонирав пред точно 4 години, но сега одлучив дека е вистинскиот момент оваа numera да биде објавена. Ви посакувам убави дни и се надевам дека ќе уживате, како што уживав јас додека го создавав ова издание, изјави Боби Мојсовски. Парко снегови влажни, на тоа место старо каде бевме јас и ти. Но сега седам сам, не се враќаш, ти знам, го молам небото да ја врати надежда. И ово јануари ме подсеќа на нас, стапките во снегот и ветерот што пее без глас за нас. И ово јануари сонувам ја сам, те чувствувам до мене исто како некогаш, кога бевме сами ти и јас. И ово јануари ме подсеќа на нас, стапките во снегот и ветерот што пее без глас за нас. И ово јануари сонувам ја сам, чувствувам до мене исто како некогаш, кога бевме сами ти и јас. Ово јануари ме подсеќа на нас, стапките во снегот и ветерот што пее без глас за нас. Усни како жар е новата песна и видеозапис на кумановецот Мартинијан Кириловски. Видеозаписот кој е работен во црно-бела техника го изработи режисерот Марко Димитриевски. Во градот почесто немам никој. Кумановецот кој го освои регионот преку своите фантастични изведби на песни од Желко Јоксимовиќ во минатата сезона на регионалното музичко издание на Звездите на Грант и потпише ексклузивен договор со српската продукција. Мартинијан Кириловски ја издаде својата нова песна насловена како Усни како жар, во која прв пат се појавува и како автор. Новата песна Усни како жар ја потпишуваат веќе докажани автори со кои Кириловски редовно соработува. Музиката и аранжманот се дело на Филип Антевски. Текстот го потпиша самиот Мартинијан, додека видеозаписот кој е работен во црно-бела техника
е изработен од режисерот Марко Димитриевски. Пејачот изминатиот период е активен со свирки со својот бенд низ цела Македонија, а досега им издадено вкупно 6 песни. Доколку оваа година му се спојат сите коцки, јавноста може да го очекува и неговиот прв студиски албум, кој би требало да се појави во продажба кон крајот на годината. Сонувам ко ангели без крилја седам, тагувам во срцево ми стои трага, ранлива во душава што гори, и пак за тебе моли, усни како жар, за мене ти си дар, од усни порака, за тебе најмила, среќен сум и знам, на ветер треперам, мирисот твој ко вино опива. Жар, за мене ти си дар, од усни порака, за тебе најмила. Coldplay со нова песна ја стартуваа новата 2016 година. Како изгледа и како звучи песната, погледнете. Во новата 2016 година Coldplay влезе со пета брзина. Додека ние се уште се освестуваме од лутата забава, момците веќе ги засукале ракавите за да ја продолжат промоцијата на новиот албум I Head Full of Dreams. Тие ја објавија песната Birds, која е втора објавена песна од овој албум. За време на снимањето на албумот соработувале со Бионсе, Ноел Галагером, а некои вокали ги направиле со неговата поранешна сопруга и нивната ќерка. Во продолжение во рубриката Музиката низ историјата ќе ја слушнеме песната Селма од Бело дугме, која што е издадена во далечната 1974 година. Повеќе за историјата на оваа песна погледнете во продолжение. Селма путуе на факултет, ona putuje, ja koper nosim, molim, težak kao pošto nje lično, ja i taj koper volim. Selma, na ulasku voz ti htjedo reći nešto nježno, nešto što izaziva pozor, ali rekao sam mu zdravo Selma, molim te ne naginji se kroz prozor.
години од настанокот на познатиот хит на Бело дугме, пејачот Желјко Бебек се сретнал со 83 годишната Селма, на која се посветени славните стихови. Средбата се случила во емисијата на Хрватската радиотелевизија, а Бебек, кој со Бело дугме ја сними песната во 1974 година, кажал дека ова за него била премногу емотивна средба. И молим те, не нагини се кроз прозор. Приказната за настанокот на песната е интересна, особено што станува збор за љубов која датира уште од завршувањето на Втората светска војна. Поетот и хумористот Владо Дијак таа година бил влюбен во Селма Борик, која одела во Втората женска гимназија во Сараево, а бидејќи родителите и живееле во Зеница, таа често патувала дома со воз. Во една прилика тој се понудил да ја го донесе куферот до железничката станица, но ниту тогаш не собрал храброст да ја изјави неговата љубов, па затоа додека ја испраќал на перонот, додека таа му мафтала од купето, ја кажал реченицата која подоцна ја преточил во хит баладата "Патувај Селма и не се наведнувај низ прозорецот". Она путуе, ја копер носим модим, ежега пошто не любов, ја ти тај копер водим. Селма за песната дознала дури во 1962 година, кога нејзиниот татко и испратил вестник каде бил објавен написот на овој хит. По овој повод, режисерот Срѓан Шаренац снимил документарец за Селма Борик, во кој таа, 2 децении по смртта на поетот, тргнува со ист вост, со кој пред половина век заминала на факултет во Загреб, само што овој пат заминала да го посети гробот на Влада Дијак. Во филмот може да се слушнат и сведоштвата на Горан Бреговик, Желјко Бебек, па и нејзиниот поранешен сопруг Јосип. Само здраво, Селма, молим те, не нагни се кроз прозор. Селма, Селма, здраво, Селма. Селма, оваа песна првпат ја слушнала во Загреб во 1975 година на концертот на Бело дугме, а кога програмата на концертот била завршена, таа отишла за адбината и им кажала на Бреговик и неговите колеги дека токму таа е таа Селма за која пеат, но членовите на бендот првично се сомневале во изјавата на Селма. Во филмот Селма признава дека и таа тагувала по Владо, особено кога ги напуштил студиите во Загреб, поради тоа што му снемало пари. Во меѓувреме, Борикјева и самата почнала да пишува стихови, а пред 2 години објавила збирка поезија "Селма патува на факултет", во која се наоѓа и песната "Сеќавање на Владо". Ne naginji se kroz prozor. Тука го завршуваме и ова издание на емисијата Доза музика. Се гледаме повторно утре во истото време. Останете со програмата на Канал Плюс телевизија.